64 годишен гостиварец сексуално злоставувал 4 годишно девојче во четвртокот околу 13 часот. Девојчето кое што живело во соседството го повикал во неговиот дом за да му го покаже аквариумот. Го седнал во скутот и започнал да врши полови дејствија. За ова разбрал родителот, односно девојчето кажало на родителот, пошто пријавил во полиција. Вториот случај се однесува во Скопје. Тазе малолетник, 18 годишник, креирал лажен Facebook профил и на 12 годишно девојче му испраќал фотографии со порнографска содржина, а потоа побарал и таа да му испрати слики на кои што е сликана гола. Полицијата има повеќе детали во овие вести. Разговарам со портпаролот на МВР Дејана Неделковиќ, која што ќе ни ги каже останатите детали. Дејана, повели. Токму така, за жал, во изминатите неколку дена во Министерство за внатрешни работи се регистрирани 2 случаи во кои што како штетени лица се јавуваат малолетни лица. Во првиот случај, како што кажавте, Министерството за внатрешни работи до Основното јавно обвинителство Скопје поднесе кривична пријава против 18 годишен жител исто така на Скопје, поради постоење основи на сомнение дека пријавениот, користејќи социјалната мрежа Facebook, во неколку наврати се извинувам на 12 годишно лице од Скопје испраќал фотографии со порнографска содржина. Од страна судија на претходна постапка, поради постоењето на сомнение за сторено кривично дело, на пријавениот, сега пријавеното лице му е определена мерка одземање на патната исправа, забрана за напуштање на домот и исто така еднаш неделно јавување во судот. Имено утврдено е дека кон крајот на месец јули годинава пријавениот креирал Facebook профил со лажни податоци, односно лажно име и презиме, испратил барање за пријателство на 12 годишно лице исто така од Скопје. По прифаќањето на барањето за пријателство, започнала електронска комуникација, во кој што тој лажно и се представил дека има 16 години, дека е ученик во гимназија и при тоа испратил фотографија со порнографска содржина. По добивањето на фотографијата, 12 годишното девојче прекинало секаквата комуникација со сега пријавеното лице, но и покрај тоа што е прекинала комуникацијата, пријавениот во уште неколку наврати испратил фотографии со порнографска содржина. По овој настан, девојчето заведнаш го известило нејзиниот татко, кој што целокупниот настан го пријави во единицата за економски компјутерски криминал при секторот за внатрешни работи Скопје, кој што по добивањето на пријавата презема обсежни мерки со цел утврдување на идентитетот на лицето кое што е корисник на овие 2 Facebook профили. Откако беше утврден идентитетот, извршен е претрес во домот во кој што живее лицево, одземени се поголеми технички производи кои што ги користел пријавениот и истиот во разговор изјавил дека бил единствен корисник на компјутерите кои што му се одземени и ја потврдил комуникацијата со 12 годишното девојче.